Елена, се очекува Даравелски да биде пуштен на слобода. Кои се правните околности за ова одлука и дали Даравелски го напушти до овој момент затворот? Не, Павле се уште не го напуштил затворот Идризово. Тоа се очекува како што кажа ти одлуките на кривичниот суд и на апелациониот суд со кои се дозволува да има повторно судење, што значи дека таа првичната пресуда која правосилна од 2008 година со која треба да одлежи 7 години затвор повеќе не важи, но тука настанува вториот аспект на овој сегмент дека кога ќе треба да го повтори судењето, ќе биде констатирано дека делото му застарува за гонење. Уште кога дојде на 11 јануари овде на границата на Табановце, се знаеше дека не му е застарено за издржување на казната, но тој побара повторно судење и со повтореното судење со новата постапка кривичниот суд од Скопје ќе треба да констатира дека делото за гонење му застарува затоа што се изминати 20 години од сторувањето на кривичното дело. Но иако според закон тој треба денеска да излезе од затворот Идризово, бидејќи треба тоа да го направи на денот кога му е правосилна пресудата, неизвестно е тоа дали ќе биде во текот на денешниот ден, со оглед на тоа што се појави некаков проблем во комуникацијата, односно од затворот очекуваат документи од двата суда, и од кривичниот и од Кумановскиот суд. Едниот е надлежен за издржување на казната според местото на живење, тоа е Кумановскиот суд, но кривичниот суд пак од аспект на гонење. И тука во овој триаголник на институции неверојатно има некаков проблем, недоразбирање или застој, поради што можно е тој да излезе од Идризово дури утре. Како што кажав на почетокот, тој во образложението на кривичниот совет со кои одлучиле да му дозволат повторно судење на Даравелски, стои дека тој има право од 1 година според Законот за кривична постапка, но и Европската конвенција за екстрадиција, во рок од 1 година откако ќе дознае дека бил осуден во отсуство да бара повторно судење. Тој тоа го стори во јануари откако дојде сам на границата, но она што експертите го актуализира изминатиот период е дали треба да се смета времето кое што дека тој всушност прв пат дознал за пресудите во отсуство кога беше приведен во екстрадиционен притвор во Белград. Всушност на тоа прашање се осврнува и обвинителството кое првично по донесената одлука на кривичниот суд се жалило пред апелација токму со овие аргументи дека Даравелски не дознал сега за пресудата во отсуство, туку неколку години претходно и дека не треба да му се уважи ова право, дека тој рок е истечен. Павле, тие се првичните информации кои што ги имаме од денешниот ден. Останува неизвестно дали Даравелски го напушти затворот Идризово вечерва или утре, но во секој случај излегувањето за него значи слобода.